Почитувани сограѓани, на својот последен прес, ВМРО ДПМН призна дека во Гевгелија се уште се пие вода со отровен арсен. Стандардите биле променети, односно дозволеното присуство на арсен со правилник е намалено. Сепак, небитно е дали присуството на арсен е намалено. Арсенот се уште излегува од чешмите и покрај укажувањата на надлежните државни институции дека водата за пиење во Гевгелија не одговара на законските прописи и дека истата не е безбедна за пиење. Стандардите на кои се повикувате ги донесе владата на ДПМНЕ во 2008 година во форма на закон. Истата таа влада ги донесе законите според кои таксистите треба да учат англиски јазик, лекарите да се плаќаат по учинок, студентите екстерно да се тестираат, проверуваат, доканџиите задолжително да имаат по 2 фискални каси и за непочитување на законите ДПМНЕ пропиша дебели казни. Очигледно е дека законите во Македонија важат само за нас граѓаните, но никако не важат за сегашната власт. Средствата од огромниот кредит Комуналец Гевгелија ги потроши за набавка на нови водомери, кој не го задржа отровниот арсен, туку само ги зголемија за 5 пати сметките на граѓаните, па некои домаќинства добиваат месечни сметки со суми и до 3000 денари. А згора на се, кредитот ќе треба да го враќаат истите тие наши сограѓани. Конската брана не е започната да се гради, иако во изборната програма на Франгов е предвидена како проект со рок на реализација 2014-2017 година. Почитувани сограѓани, и наместо да излезе градоначалникот Франгов и да им одговори на гевгеличани, тој, по кој знае кој пат, се сокри зад општинскиот портпарол, кој кутриот пак не знае во чие име зборува, дали во име на владата, дали во име на ВМРО ДПМНЕ или во име на општина Гевгелија. Истиот тој не е платен ниту од касата на партијата, ниту од джебот на Франгов, тука е платен од парите на граѓаните на општина Гевгелија. Уште една се потврди дека челниците на ДПМНЕ не трпат добронамерни критики за своето лошо работење. Во недостиг на одговори и аргументи за прашања што ги засегаат граѓаните, ВМРО ДПМНЕ во свој стил одговори со навреди и лични дискредитации. Благодарам.